Почитувани добар ден. Благодарам што денеска се отповикавте на нашата покана. Покажавте интерес за темата која што Цивил Центар за слобода одлучи да ја третира на денешната дебата – жените во политиката. Цивил Центар за слобода во рамки на проектот Караван за слободата реализира во Скопје оваа втора дебата. Инаку досега еден краток бекграунд за проектот сакам да направам како вовед за оно што го работиме. Реализирани се 40 настани во 40 многу настани во 40 на општини во државата. Значи бројни концерти во рамки на Караванот на слободата, поетски, театарски перформанси, многу дебати. Се говореше за слободата и се уште остануваме и натаму на патот на слободата, слободата во сите појавности, особено со една цел подигање на свеста кај граѓаните и искористување на она законско уставно право на слобода, слобода за искористување на слобода во смисла на правилно изразување и користење на правото на глас, особено за време на избори. Но темата денеска, како што реков, е жените и политиката. Како што гледате и моите соговорнички, нашите паналистки, се жени, јас сум жена со исти ставови, феминистички, жена која што ги поддржува жените да бидат активни во сите сфери на своето дејствување, во рамки на своето семејство, при реализација на сите функции кои што една жена ги има во општеството. Како што реков, јас сум Моника Талиска, би сакала редоследно да ги представам нашите паналистки. Професор доктор Катерина Колозова од Институтот за општествени и хуманистички науки, Ана Василева, граѓанска активистка од неформалната група Борисе Женски, и Марија Савовска, која што преферира да каже дека е политички активна граѓанка од акција Здруженска. Им посакувам добре дојде и успешна дебата на почеток. Како вовед би сакала на оваа денешна дебата да го чуеме и нивното мислење како експерти во оваа сфера, кои се вашите оценки, дали жените вклучени во политиката реално ја остваруваат својата улога или само едноставно се бориме за запазување на некоја квота, на некои законски рамки, без воопшто да се дојде до ефектот кој што е нужен, за кој што, впрочем, барем ние овде сите се залагаме. Повелете. Повелете вие, Катерина, ако сакате. Па јас мислам дека е соглед на тоа дека имаме има едва еден век или помалку од еден век поминато од како жените имаат на овој континент освоено право на глас и откако се полноправни политички суштества, дека е прекраток рокот за да зборуваме за полна еднаквост. Еднаквоста која што е постигната на ниво на представа, не знам, општествена представа, дека сме еднакви, која што е пласирана со засилувањето на политиките на модернитетот во овие постсоцијалистички држави. Тоа е било една од идеолошките агенди, значи да се пласира идејата за еднаквост меѓу родовите. Таа е засилена на ниво на пропаганда, но колку што земала замав, сега веќе значи стигам до нашиот контекст, пост-југословенски, македонски со тоа, колку што земала замав и фатила корен на ниво на тие представи кои што се во јавната сфера, например слики за имагинарно општествено, за вработени жени, за жени кои учествуваат во социјалистичката револуција и така натаму, сепак општеството и секојдневната култура била за сето време свесна, мислам дека и денес го живееме тоа време, била за сето време свесна дека тоа е една појава или една појавност која е општествена, која е безмалку официјална, но имаме една неофицијална култура која што знаеме дека е постварна и на која што сме навикнати, која ни е интимно поблиска и таа култура е патриархална.
За да опишам, има една убава метафора Жижек за законот, она што јавно се перцепира и се промовира како закон, тоа што ја налага политичката коректност, што наложува како ќе се представуваме јавно, што ќе застапуваме јавно и нешто што се нарекува обсцениот зазорен закон, како што го вика, и тоа е неофицијалниот закон кој може дури да го подкопува овој јавниот закон. И дава пример од, мислам дека Full Metal Jacket, каде што имате ритуали на брутална иницијација на војниците, нели, во војничкиот колектив, кои што значи тие ритуали на иницијација се кршење на се што е официјалниот закон на таа војска и таа држава. И се објаснува дека на некој начин црвениот код го засилува, оправдува или толерира или обсцениот закон го толерира постоењето на официјалниот. И сите имаме некое премолчано разбирање дека овој црвениот код или неофицијалниот или зазорниот закон, дека ние некако по-важен кога сме стварно ние. Значи, ние во приватниот живот, ние во секојдневните ситуации, и стигаме до учеството на жените во нашата политика. Јас сметам дека сме се уште патриархално општество, дека не сме стигнале многу напред од таа иницијација во модерна, како што реков, од после Втората светска војна наваму, и дека, значи, како да кажеме, официјалната политика е далеку од тоа да биде стигната од страна на ова, не знам, овие символни законитости, овие законитости што важат во секојдневниот живот, овој закон на црвениот код, што го викам. И баш лани бевме и Ана и Марија на слична средба и двете констатиравме дека жените во нашата политика се уште се жртви на тој патриархализам и на непишаните закони кои се патриархални, дека дури и кога ги гледаме во позиција на моќ, како истакнати партиски фигури, дека најчесто нивниот манир е манир на послушна ќерка, сестра, сопруга, да, конструктивна женскост во нешто што е во основа машка битка, машки терен, а тоа е политиката. Благодарам. Да се надобрзам, апсолутно се согласувам со се што кажа Катерина, дури и сака баш на истиот начин да започнам. Учеството на жените во политиката се доживува како трансгресија. Можеме и сами од наслов да го видиме жените и политиката. Не знам дали бил некогаш организиран наслов за тоа мажите и политиката и како е, затоа што тоа се доживува како природна состојба. Жена која што се обидува, претендира да дојде на позиција на моќ, без разлика дали е во економија, особено во политика која што регулира јавната сфера и се одразува, односно влијае, се доживува како голема трансгресија и баш би било убаво да се направи едно истражување. Мислам дека иако мислам дека може да се претпостави каква е состојбата, верувам дека во партиите жените ги вршат измеќарските работи во најголема мера, дека секогаш се втори или трети или ако остане време за да го кажат своето мислење и дека можеби по однос на работа 70% од работата ќе ја завршат тие, а во помалку од 20% од ова се сега мои претпоставки и мислење ќе претендираат кон позиција на која што ќе можат тие да донесуваат одлуки. Исто тој закон на символното, тој црвен код постојано дури и пред законот има предимство во школите. Женската сексуалност која што се доживува и како табу и како економска категорија, тоа постојано се перпетуира на различни нивоа. Имаше еден пример кога учителка во средно училиште во Прилеп загуби работа и го изгуби работното место затоа што нејзиниот дечко го изваде нивна секс снимка без нејзина дозвола на интернет. Мислам тоа е како убава аналогија може да направи на кој начин се регулира женското тело и во јавност, ете YouTube, така и женската сексуалност и во политиката. Секогаш се други параметри преку кои што се оценува една жена, а не оние кои што се квалитативни, најчесто и кои што се однесуваат на мажите.
Тоа би било тоа. Мислам дека нашата, од друга страна па апсолутно верувам дека квантитетот е потребен за да дојде до квалитет. Значи квотите ги поддржувам и сметам дека се нужни, иако се можеби нужно зло. Затоа што мислам дека за да се дојде до позиција, како што кажав, имаме само 100 години историја на активно политичко јавно учество. Не велам дека пред тоа немало обиди или дека немало движења, меѓутоа тие сепак не биле во формалната сфера. Имаме само 100 години такво јавно политичко учество и се уште не можеме да знаеме колку долго време ќе ни треба да имаме формални квоти, и тоа се разбира од 50-50%, успех е 40%, што сега на некој начин успеа да се издействува, минатата година мислам, ама додека не добиеме паритет, немаме еднаквост реално. Имаме закон за еднаквост, ама на многу малку места на каде што се донесуваат одлуките, тоа е валидно. Сето дека го немаме тоа, мислам дека нема да можеме ни да стигнеме по известно време, не знам колку години би биле потребни, до точка кога веќе ќе се доживува природно жена со одлучувачка моќ и жена како авторитет, која што ќе нема потреба да се стигматизира како вештерка, како калаш, да се оди јавно, ама ги знаете зборовите кои се користат за жени и колку се многу поразлични критериумите. Еве да се малку за Америка да кажеме, затоа што имаме таму многу илустративна ситуација. Имаме жена Хилари, која што Клинтон, која што ќе биде нели кандидат за председател, кандидатка за председателка. И имаме еден катастрофално лош против кандидат. На колку можни начини се релативизира колку е лош против кандидатот, за да се изедначат или дури да се дојде до тоа дека Хилари е поопасна или дека е поголемото зло, а од друга страна има незин претходник со кој што е моментално председател, зборувам за Обама, и кој што е на многу слична линија со неа. И гледаме колку постигна, кои му беа заложбите, колку тие заложби успеа да ги реализира, војни дали направи или не направи, е најпросто да се изразам. Претпоставам дека Хилари многу слична линија на политика би водела, колку како херој се доживува Обама, а колку се доживува Хилари како вештерка, да кажам. Тоа е добро ни Обама, мислам дека има доста поддршка во однос на и тоа, иако и двајцата на символично ниво се голем исчекор за американското општество. Нели Обама е првиот црн председател, а Хилари би била првата жена. Многу поприродно мислам дека таа стигматизација, таа дискриминација ја доживаме на половата или родовата, како и да ја ставиме, ја доживаме како најприродна, како нешто што би требало според редот на нештата да е така. И заради тоа мислам дека, не знам, ќе видиме што ќе се случи во Америка, ама додека да се дојде до жени што ќе носат суштинска политичка моќ без да има тука цела низа на багаж со кој што ќе треба дополнително да се справуваат, мислам дека долго време ќе помине. И кај нас и глобално. Еве, јас да се представам, јас сум Марија Савовска и 15 години активно се занимавам со политика како граѓанка. И повеќе години се обидувам да го изместам начинот на кој се дискутира за жени во политиката. И да го ставам на маса прашањето кој смее да биде политички субјект. Значи, прашањето дали жените во ова општество се легитимни актери на одлучување и за себе, и за заедницата, па и за сите други прашања. И тука мислам дека лежи главниот проблем. Моите предходнички се осврна на некои од овие прашања, меѓутоа она што јас се обидувам да го направам, да го изместам начинот, контекстот и воопшто темата да ја пренесам на друг простор, односно на јавно артикулирано влијание врз процесите во општеството кои жените би морале да научат да го прават, односно да се зајакнат, за да се спротистават на она што значи закон, на она што значи перцепција за тоа кој смее и како може да се дискутира за жени во политика, освен преку жените во партии, освен преку квоти и освен пред избори. Значи, исклучиво тогаш се актуелни овие теми. Јас не знам како можеме да зборуваме поинаку. Морам да кажам дека уште пред 10 години на едно меѓународно ниво, форум кој собира 2000 жени активистки на меѓународно ниво, се обидувавме да најдеме друг израз за учество на жени во политика, бидејќи тој термин означуваше исклучиво привилегирани
жени кои можат да се приближат до некакви места на кои се одлучува преку квоти. И никако поинако не можевте да дискутирате за прашањето на политичкото учество. Начинот, таквиот начин на перцепција на политичкиот ангажман на жена, која и да е, доведува до тоа да фокусот понатаму на проблемите кои ги засегаат жените се пренесе кај тие жени кои стигнале до некаде и кои се обвинуваат заради тоа што не успеале да ги трансформираат структурите во кои влегле, при тоа заборавајќи дека тие структури воопшто и не можат да се изместат, бидејќи ги дробат жените. И тезата дека преку квоти ние задолжително ќе добиеме квалитет на политиките, во тоа не верувам. Просто квотите се неопходни за да жените, женските тела, што би рекла Ката, се приближат до тие позиции, што е прашање на демократски капацитет, кој се уште не постои, а прашањето на тоа што, зошто и како ќе се третираат проблемите, потребите на жените, а не родовата еднаквост, ан женерал во некакви теоретски воздушести концепти или еднаквоста, е нешто сосема друго. Затоа е потребно самите партии пред се и над се да се трансформираат на начин кој ќе обезбеди да не мора воопшто да зборуваме на темава и да зборуваме за квоти и да почнат да се прашуваат што треба да направат, меѓутоа и зошто е тоа потребно да го направат, да не таргетираат ситни мали групи, ние за кутрите жени ова ќе го направиме, туку што и зошто е тоа потребно. Значи, кои се нивните визија и убедувања во поглед на тоа како тие ќе го трансформираат ова општество за да превенира една нееднаквост за било кого, не само за жените. Значи, кој ќе стане непотребно да зборуваме за жени и мажи, тогаш ние ќе можеме да зборуваме за... До тогаш ќе мора да зборуваме како пристап кој ќе обезбеди зајакнување на жени за да станат политички активни субјекти, а не да зборуваме за нели ние не се занимаваме со политика или нас политиката не ни интересира. Просто ќе мора поинаку да почнеме зборуваме за политички ангажман генерал. Тоа е мојата лична мисија во минативе 10 па и следниве 100 веројатно. Да, ќе благодарам на сите. Тимовите на Цивил Центар за слобода во рамки на овој проект снимија 4 интервјуа со жени вклучени во партиските политики, значи жени во партиите. Во продолжение на оваа дебата ќе може да ги погледнете овие интервјуа со Радмила Шекеринска од СДСМ, со Лиljana Поповска од ДОМ, со Влера Ејупи од Движењето за реформи во ДПА и со Теута Арифи од ДУИ. Ве поканувам да ги проследиме интервјуата, па потоа да прокоментираме со нашите гости на оваа тема. Клучниот проблем е дека за жените и за мажите во политиката и во Македонија и во светот се уште не важат истите правила. Критикувани се за теми за кои мажите воопшто не добиваат ни прашање. Во некои ситуации, ако се борат, тогаш се премногу строги или борбени, ако не се борат, тогаш се премногу слаби. Работите кои кај машките наши колеги воопшто не играат влијание, кај жените, за жал, се уште се цел на многу коментари и го пренасочуваат вниманието од небитни кон битни работи. И затоа поголемо медиумско внимание ќе добиете за тоа како изгледала некоја жена политичар, во што била облечена, каква е била косата, отколку што кажала и на кој начин, со какви аргументи ја подкрепила својата дискусија и мислење. Уште во 2002 година се виде дека кога имате план, кога имате цел и кога успевате да создадете коалиција на жени претежно кои исто размислуваат во различни политички партии, дека можни се и чуда. Кога негдека во 94 година издействувавме во подмладокот на СДСМ да има место за 30% млади жени во органите, тоа беше навистина раритет, реткост беше. Меѓутоа, тоа беше почетокот што не донесе во 2002 година до првата квота за жени во изборниот закон. Сите ние би сакале во македонската политика да има повеќе жени без квота. И јас тоа би го сакала. Многу жени успеа да станат пратеници, министри без квота.
Меѓутоа, факт е дека бројките беа извонредно мали. Од 2002 година навака почна процес на полека, но сигурно зголемување на бројот на жени прво во Македонското собрание, за жал многу помалку во македонската влада. 40% од сите наши органи треба да бидат пополнети со жени и во принцип и во создавањето на програмата оваа бројка беше дури надмината. Меѓутоа тоа не е доволно. Нашата цел и во програмата таа ќе биде рефлектирана е до 2020 година да одиме кон паритет, значи 50-50%, како шанса проблемите на жените повеќе да дојдат до изрази во програмите. И тоа го забележуваме. Например, во новата програма предвидуваме брзо ратификување на Истанбулската конвенција за спречување на родово базирано насилство. Предвидуваме во првата и во втората година да се отворат точен број на центри кои што ќе ги нудат услугите кои ги бара ова конвенција за спречување на семејно насилство и за лекување на последиците на семејното насилство. Второ, во делот на здравство предвидуваме вклучување за прв пат на едно средство за контрацепција на позитивната листа, за да не биде жените да плаќаат подеднакво за здравствени услуги, ама нешто што е специфично потребно на жените секогаш да го нема. И предвидуваме мерки за економско јакнење на жените. Значи, државата да субвенционира поголемо присуство на жените во економскиот живот. Има мерки кои не се само за жените, меѓутоа кои многу ќе влијаат на жените, земајќи ги предвид нашите традиционални улоги. А тоа е зголемување на бројот на места во градинките, подобрување на условите во здравство и образование и севкупната политика на подобар животен стандард. Жените, како велат, се столб на семејството. Живееме во машко општество со милениуми и затоа прв предизвик со кој се судира секоја политичарка е судирот со предрасудите и стереотипите на општеството за улогата и местото на жената во него. Понатаму предизвик е секако и балансот помеѓу приватниот и професионалниот живот, што е поврзано пак со обезбедување стабилно финансирање на политичката кариера. И еден предизвик кој за мене лично бил прилично голем, тоа е да се надмине машкиот стил на водење на политиката, посебно на кампањите. Во 2000-та година бев една од трите иницијаторки на Македонското женско лоби, кое што ги обедини жените од различно политичко, етничко и верско потекло. И токму надминувањето на разликите и постигнувањето консензус околу прашањата што ни беа битни и заедничкото лобирање во јавноста беше основа за да се постигне голем успех во зголемувањето на бројот на жени во политиката. Така што од 6% жени во политиката дојдовме до 32%, а се надевам по последниве избори и над 40%. Токму овој принцип го применував и во работата на парламентарната комисија за еднакви можности на жените и мажите, која што повеќе години ја водев практично од основањето на таа комисија според првата верзија на Законот за еднакви можности на жените и мажите, па следните цела низа години. Во рамките на таа комисија имавме многу јавни расправи со огромен број невладини организации, експерти, луѓе од медиумите и сето тоа на отворени седници. Отворивме многу прашања, наметнавме многу теми и најголем дел од одлуките ги носевме со консензус. На тој начин го донесовме и Законот за еднакви можности на мажите и жените, внесовме редица мерки за економско јакнење на жените, за женско предприемништво, рурални жени и слично. Исто така го донесовме и Законот за борба со семејното насилство и насилство врз жените. Нашите заложби за идниот период се еднаков број жени и мажи на листите во една изборна единица и отворени листи, потоа квоти за градоначалнички, за ова веќе сме дале закон кој што бил одбиен во парламентот, се надеваме во иднина ќе биде прифатен, потоа за економско јакнење на жените со баланс на приватниот и професионалниот живот, со флексибилно работно време и многу повеќе градинки, потоа со силно
силни мерки за економско јакнење со силна буџетска поддршка, затоа што мерките постојат, меѓутоа се многу слабо финансирани и исто така во нашата програма водиме сметка за родовиот идентитет, кој што е дел од овој комплекс на прашање за родова рамноправност и ние, како и досега, што прекршивме редица табуи за правата на ЛГБТ лицата, така ќе работиме и во иднина и се надевам дека ќе успееме да се смени конечно законот за недискриминација со внесување на сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основа за дискриминација. Ju falenderit për ftesën, të nderuar të pranishëm, të nderuar organizator. Temën të cilën e keni parashtruar sot është një temë e cila çdo herë ka qenë në vazhdën e interesimit të politikanëve, pra pozita e gruas ose roli i gruas në për partitë politike. Unë si shqiptare do të flas në emrin e popullit shqiptar si pasardhës të ilirëve të vjetër, kemi pas për shembull që në vitet 220, 230, 240, grua e cila ka qenë mbretresha Ilire Teuta, e cila ka qenë një politikane mrekullueshme asaj periudhe. Meqense se ajo ka pas një parandjen të mrekullueshme për të parë ose për të parandjerë kur i kërcënohet rreziku asaj, familjes së saj e sidomos popullit vet. Të flasim për këto lëvizjet më bashkohore, feministe, kur gratë kërkojnë të drejtat e tyre, pra të jenë të barabarta me meshkujt në gjitha sferat e jetës, për qoftë edhe në ato të politikës, mund të flas për shembull në veprat e shkrimtarit të njohur angles Lawrence, i cili shkruan për lëvizjen e grave në të quajtur lëvizja e sufragjeteve, e cila ndodh andej ka vitet 20 të shekullit të kaluar. Femra është krijesë e cila jep jetë. Ajo krijesë e quajtur femër jep kësaj jete formë dhe pasuri shpirtërore dhe mentale. Përveç kësaj, është ajo që këtë jetë e rrit dhe mëson me të gjitha këshillat më të mira që mund të ekzistojnë. Siç për shembull, e mëson këtë jetë, së pari, mos të gënjej, së dyti, të flet ashtu si duhet, së treti, të gjykuari, së katërti, të thënit çdo herë e asaj që mendon, pa i bërë dëm askujt. Pastaj, shumë gjëra të tjera të cilat mësohen. Një femër e këtill mund të jetë edhe një politikane jashtëzakonisht e mirë, meqense janë këto kritere që i posedon vetëm femra, duke i falenderuar faktit që ajo krijon jetë. Një politikane e mirë do të kishte qenë një grua e cila do të kish mund të bëj shumë për popullin e vet, mund të kish bërë shumë për gjithë popullatën e një shteti ku jeton. Ne si shtet definitivisht kemi shumë nevojë për gra politikane, të cilat mendoj se do t'ju përmbaheshin të gjitha atyre kërkesave bashkëkohore në botë, ato të cilat janë në trend. Së pari, njerëzit mos të urrehen mes veti, së dyti ta shikojnë diversitetin si vlerë e jo si antivlerë dhe shumë e shumë gjëra të tjera. Femrat janë të drejta përkah natyra, femrat janë ato të cilat dinë të udhëheqin për mrekulli, femrat janë ato të cilat janë imune në shumë gjëra të këqija që po na paraqiten shumë shpesh në shoqëri, siç është për shembull mitmarrja, siç është mobbingu në vendin e punës, unë vetë kam përjetuar atë gjë e kështu me radhë. Kështu që ky shtet ka gjasa shumë të mira, meqense ka femra mjaft të emancipuara, mjaft të shkolluara, të cilat do të kishin mund ta çojnë atë përpara. Ju falenderit edhe një herë për respektin. Изјавите ни дадени на една трибина која што ја организираше неколку дена по нашите покани ВМРО ДПМН, односно Унијата на жени во оваа партија. Може да продолжам или сме подготвени? Благодарам. Значи, ги извадивме акцентите на председателката на Унијата, Даниела Рангелова, која што токму на оваа трибина, според она што успеавме да го најдеме на интернет,
истакна дека положбата на жената во оваа организација, во партијата, се должи на големата посветеност на сите жени, на сите раководства кои што досега работеле во Унијата за жени, на нивниот голем придонес не смее да се заборави. Таа вели конкретно: Унијата на жени денеска е едно континуирано работење на сите претходни раководства и председателки на Унијата од самото основање до денеска. Јас секогаш ги учам жените без разлика дали секоја жена е членка на нашата политичка партија, без разлика на незината верска, етничка, национална или партиска припадност. Никогаш ниту една жена да не каже ништо лошо против друга жена. Ние имаме такво мото, не зборуваме една против друга, си даваме поддршка, и затоа сме посилни, го почитуваме претходното раководство, соработуваме со сите и немаме никаков проблем. Натаму продолжува. Сакам да се заблагодарам пред се на председателот на партијата Никола Груевски. Бидејќи без вас, председателе, ние не би имале можност. Вие ни ја дадовте можноста да зборуваме пред се во наше име, да кажуваме за нашите потреби, за проблемите со кои се соочуваме и да креираме политики во рамки на нашата партија. Затоа сме ви многу благодарни и од вас ја црпиме целата енергија, бидејќи вие сте ни пример како треба да се работи и за партијата и за државата. Изјави Рангелова, уште еднаш заблагодарувајќи му се на председателот на партијата кој што беше присутен на овој настан. Натаму ќе чуете накратко еден извадок на Валентина Божиновска, членка на ВМРО ДПМН, е позната, беше пратеничка во парламентот, член на партијата од основањето, а сега таа е председателка на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи. Во делот на своето говорење, на своето обраќање, таа посочи на позицијата на жената во партијата, колку е силна во моментов, при владењето во моментов од раководењето на Никола Груевски. Посочи дека во парламентот на почетокот имало само 5 пратенички, но со измените на законот за пратеници во 2002 година, а потоа и со законот за локална самоуправа во 2004 година, како што вели таа, состојбата мошне се менува, така што според неа сега жената добива и своја рамноправност. На прашањето на модераторот во таа емисија да презентира таа свое мислење во името на сите жени кои се на раководни позиции, што значи тоа? Конкретни проекти што се реализираат од жените за целото општество, Божиновска со одговор. Едноставно прашањето и одговорот се должи на првиот човек на партијата. Лидерот на партијата, господинот Никола Груевски. Зошто, прашува таа? Едноставно, човекот има доверба. Не прави разлика дали на одредена позиција ќе стави маж или жена. Јас го сакам целиот 19 век, затоа што природбата е силна и моќна. Тука има една поговорка: тоа што мажот ќе го помисли, жената ќе го направи и изговори. Така е. Но она што мене лично и емотивно ме вознемирува, понекогаш имам дури фасцинантен однос кон тие законски рамки и се обидувам да ги промовирам секаде каде што можам, а постојано сум меѓу луѓето. Тоа е законот, односно мерките за многодетно семејство. Значи, она што параметрите го покажуваат, колку е значајно насијата да се зголемува, да станува моќна, со тој императив, дека жената е секогаш столб на семејството, без разлика како ние успеваме да се сноѓаме во домот, како жени со кариера или жени професорки и мајки. Натаму таа посочи на други законски регулативи кои што оваа партија ги донесе, кои што се однесуваат на инвитро оплодувањето и кои што според неа ја подобруваат положбата на жената во општеството. Значи, ова се дел акценти кои што ги извадив, се разбира ќе ги чуеме ставовите на нашите паналистки и вашите размислувања, како вие гледате на ставовите на овие политичарки, се разбира и на политичарките кои што ги погледнавме досега. Ќе продолжиме натаму со нашата дебата. Саовска, посакавте вие да ги презентирате вашите ставови, видувања, заклучоци, коментари за овие изјави, овие ставови на жените политичарки, повелете. Вака сега, она што ми падна во моментов, ме удри, е дека сме ставени во позиција да ги напаѓаме жениве кои дава изјави. И тоа нема да го направам. И тоа е првата реакција. И тоа е она што го зборував претходно, дека жените во политиката, односно жените во партиите, не можат да го изместат начинот на кој ќе се зборува за овие работи.
Морам да се вклучам како модератор. Ние не ве повикавме да ги критикувате. Не, Туку апсолутно. напротив Тоа да ги е презентирате ненамерно. вашите видувања. Да. Океј, еве ги моите ведувања. Повелете. Ова се типично предизборни изјави на жени од политички партии кои ветуваат. Во ред. Тоа е тоа. Пристапот е промоција на рол модели. Жени во политика. Меѓутоа, јас еве ќе дадам една препорака до Цивил, како колега, колешка. Следниот пат, кога ќе зборуваме за жени во политика, да ги повикаат Тачи, Заев, Груевски и Али Ахмети, тие да кажат што ќе направат како партии во како предизборно ветување. Бидејќи вака ставени сме во позиција да, еве, јас лично бидејќи сум учесник на се она што е кажано дека квотите се воведени од една партија или овие закони се донесени од друга партија или се она што е кажано како напредок од страна на представничките на политичките партии е всушност граѓанско политичко дејствување мое, на Савка, на Даниела, на Џане, на Кристина, на Кате, на сите останати. Ниту насилството дојде на политичката маса како резултат на иницијатива на партиите, ниту економското зајакнување, ниту ништо од сето ова што го зборуваат партиите дека го направиле не резултат на иницијатива на партии. И за ова имам докази и искуство и документација. Од тука сега зашто велам сме ставени во позиција да ги критикуваме овие жени кои нема друг начин да дискутират затоа што се во предизборие и мораат да ги следат своите лидери. И она што морам да го кажам е дека пред 10 години кога се воведуваа квотите, најголемите отпори доаѓа токму од жените во политичките партии кои сметаат дека квотите се навреда за нив. И тоа беше долга борба со нив да им објасниме дека без квоти нема ни да се приближат или сосема ќе исчезнат од листите. И имаме овде сведоци за тоа. Бидејќи еве само една илустрација претходно една жена од партија ми раскажа анегдота дека по сето трчање на локално ниво, тогаш беа актуелни изборните листи, жените се здробија трчајки на терен како активистки партиски, во моментот кога дојде состанокот да се направат изборните листи на прашањето кај ви се жените, а па тие си се жени домаќинки, си имаат работа, не можат да дојдат. Чи ова е од жена од партија. И тоа се случува и понатаму и не може да ме разубеди никој, иако не сум во партија, не знам како функционираат механизмите, меѓутоа, она што ми е поентата. Не сум сигурна колку треба да зборуваме за поддршка на жени во партиите, бидејќи ние треба да работиме малку пошироко, односно на зајакнување на жените генерално како граѓанки да се зајакнат до степен да артикулираат, да аргументираат и да се справат со патриархатот околу себе. Значи, како тоа ќе го изведеме, не знам, меѓутоа ќе мора да почнеме за политичко дејствување како граѓанки да зборуваме, инаку ќе останеме уште 200 години да зборуваме за паритет кој ќе се случи до 20 година, ќе зборуваме за активни мерки за вработување на жени, а не со сексуално малтретирање, катастрофална дискриминација и при вработување за време на работно место, за ниски плати, за искористување на женскиот труд и така натаму. Значи, практично е дали ние сме во состојба да зборуваме за промена на начинот на кој дејствуваат политичките партии, дали ќе зборуваме можеби за промена на изборниот систем кој ќе овозможи мајки и домакинки да не се единствените, мислам, зборувам за ставови, столбови на семејството, да бидат единствените што можат да дојдат до некаква позиција, затоа што поквалитетните колеги не дозволуваат радикални феминистки кои бараат само еднаква плата или еднаков пристап, да стигнат до позиции кај што можат да влијат на општеството. Значи, еве, како коментар.
Че ако може кратко да ги анализирам говорите на политичарките, прво може да се забележи дека имат многу крупна, според моја перцепција, промена во односот кон родовите прашања, така да ги наречеме. Се гледа и кај Шекеринска и кај Поповска, за разлика од пред 3-4 години, кога беа прашани во главно политичарките за родовите прашања, кажуваа како не е битно дали човекот е маж или жена, битно е да е квалитетен, битно е дека тие се на функција заради својот квалитет и дека воопшто не гледаат разлики меѓу половите. Тука занеморувајќи ги сите различни аршини, недостатокот на можности, недостатокот пристапот, недоволниот пристап до различни сервиси и така натаму, сега веќе има големо освестување. Она што би забележала на она што го кажува тие, иако е сосем актуелно и сосем коректно, еве така да кажам, дека не треба да се залагаат состојбата во реалност на терен е ужасна, особено кога станува збор за дискриминација, особено кога станува збор за насилство, дека тие Истанбулската конвенција супер ќе биде ако се ратификува, ама џабе кога ние немаме сервиси што тоа го спроведуваат на терен. Имаме ужасни хорор приказни кои што секојдневно ги слушаме и се додека не се решат тие, убаво што се зборува, вака и треба вака се зборува, ама треба тоа да оди и оддолу нагоре и надолу, значи треба од сите страни тоа да се спроведува. Понатаму кон Влера Јупи, мислам дека беше не знам дали претендичка или жена во политичка партија, така. Тука може да се види тој традиционално доживување на женската улога и врзување на жената за мајчинството. И на некој начин дискриминација по тој основ, заради тоа што таа есенциализација на жената доживување како на морално повисоко суштество од мажите, на помалку податливо за корупција и така натаму, кое што е всушност една убава страна на дискриминацијата. Значи, мајчинството е многу важно и една од работите преку кои се врши најлошата дискриминација на жените, ама не е единствена карактеристика на жените и не е нужно поврзана со начинот на кој што тие функционираат во политиката или во јавниот живот. Тоа како забелешка. Понатаму говорите на Рангелова и Валентина Божиновска. Тука веќе имаме илустрација на сето она што долги години го критикуваме, последниве 10 години откако се на ЛСВМР. Значи прво илустративно е како жените апсолутно го знаат своето место, односно имаме идеален приказ на тој символичен ред како функционира. Значи тие се именувани од култот, од пастирот, што па од друга страна значи тука го имаме таткото што ја благословува ќерката како еден символ, од друга страна имаме култ на личност кој што општествено ни е многу близок и од претходниот систем и тие две работи се тука многу убаво споени и се прават фантастична спрега во која што е и за јавноста многу податлива. И пак имаме злоупотреба на мајчинството затоа што имаме сломнување на инвитро, што е многу лоша тема која што многу малку е обработена кај нас. Инвитро оплодувањето и сите притисоци и како да кажем малтретирање што се вршат преку тоа. Тоа би бил мојот осврт. Кон тоа тарифи исто така се гледа дека освестена и кај се веројатно меѓутоа можат да се најдат многу начини критики и за незиното работење. Само уште кратко да се надоврзам дека многу исто така лошо беше начинот на кој што женската солидарност во говорот на Рангелова е поистоветена со некритикување на други жени. Значи апсолутно не значи женска солидарност дека ние нема да се критикуваме. Туку значи дека ќе има помош и поддршка и неигнорирање и давање на глас на тие што го немаат. А потребно и пак може да се види дека тие жени што имале подобра стартна позиција, подобри можности се многу поосвестени. Како што одиме по таа пресек, таа интерсекција на раса, класа, етничка припадност и така натаму, гледаме дека стартната позиција е полоша и со тоа и самата освестеност на жената во однос на незината позиција во општеството е многу полоша или пак е злоупотребува за партиски или лични профитабилни цели. Јас сакам да се надоврзам на тоа Мара што го кажа. Значи ја би сакала да препотврдам, според моje сеќавање, сите мои искуства до сега, за кои што сум свесна, за учество мое, преку учеството мое на активистичка сцена, и теориска, поврзана со прашање на родова или женска еднаквост, јас се согласувам дека тие битки ги извојува граѓанскиот сектор. Значи, во тоа се сосема во право.
И буквално тој граѓански сектор вршеше постојан притисок и постојано освестување на овие жени во политика дека да се признае структурната нееднаквост, да се признае сопствената нееднаквост, не значи признавање на сопствената помала вредност. Тоа што е вашата позиција структурно уназадена, затоа што сме патриархат, глобално сме патриархат. Би било чудно Македонија да биде исклучок, затоа што живееме во патриархат, нормално е да имате позиција која што е нерамноправна со машката. И значи тоа прифаќање на таа стварност и несрамење од тоа да признаете дека сте подолу хиерархиски беше една од клучните работи. Значи битките со универзализмот на почеток на 2000-ти и тука беше и отпорот кон зборот феминизам, беа огромни битки, затоа што се имаше отпор да се признае дека си некаков врз база народ, бидејќи се сметаше дека се само дискриминираш. И што сакам со ова да кажам, дека у суштина битките се секогаш повеќе секогаш се идеолошки. Барем на овој или теориски, барем на овој план на родова еднаквост, дека вие теорија, идеологија, ако сакате филозофија, не можете да одвоите од прагма и активизам, затоа што целиот отпор кон квотите беше ама јас сум според некакви универзални критериуми еднаква. Да, ти си еднаква, ама општеството не вика така. И, значи, тоа убедување, дословно читање, литература, не знам што, Симон де Бовуар, Џудит Батлер и така натаму, значи, дословно моравме да тераме некакви интелектуални битки, имавме школи за политика, за политичарки, сето тоа, кој што сите овие работи сме ги расправале, за да се убедиме во некои нешта. И поентата е дека тоа што изгледа на прв поглед апстрактно и непрагматично е уствари можеби најпрагматичното, најпрагматично да се фатиш со него, за да се расчистат тие идеолошки или ако сакаш филозофски предубедувања. Например, еве да го земеме прашањето таа сексуализација на женската, затоа што и припишувањето на мајчинството е исто така сексуализација. Затоа што реферира на репродуктивноста, затоа што реферира на сексуалност, затоа што реферира на женскост, фемининост, облик на женскост кој е пожелен, така, женскоста што не е пријатна е мајчинската женскост и слично. Значи, без таа анализа, дискурзивно што правиме и дека автоматски се воведува улога како пресудна, како параметрот по кој судиме што е пожелна политичарка или учество, форма на учество на жени во политика и што не, е неопходна дискусија за да стигнеме до заклучокот дека политиката е моќ и претензијата кон моќ и да ја освојам оваа моќ и да раководам, да располагам со оваа моќ е ерес која што на сите нас ни е тешко да ја прифатиме. Ние учествуваме во политика со собствена согласност да се одрекнеме од моќ. Еве ги податоците од Здруженска, значи имате податоци дека најголемата теренска работа во општини, во партии и така натаму ја вршат жени. Од друга страна, најмала претензија кон моќ и одлука имаат жени. Какви се овие од фокус групи или? Не, од анкета. Од анкета. Значи, учество на жени во донесување одлуки на ниво на местна заедница, ова е отсуство на учество? Отсуство на учество. 90%. Во форуми на заедниците 88%, во јавна расправа анкета 74%, дури тоа не кажуваат во име на фамилија за кого ќе гласат. Во политичка партија 72%. Во невладина организација 76%, заради тоа не е само до политика, структурно е. Во граѓанска иницијатива отсуство на жени во донесење одлуки 79,70%. Јас лично сметам дека и кога учествуваме, нашето учество го правиме невидливо, затоа што е представува срам и бласфемија да претендирате на одлука
да претендирате на моќ. Но додека ова значи со ова самите ние не расчистиме жените во јавниот живот и со тоа и во политичките партии и во други форми на политика, и додека не се договориме сами со себе дека ако учествуваме во политика бараме моќ и бараме право на одлука и дека нема ништо срамно во тоа, затоа што по-праведно општество значи по-рамномерно распределена моќ на одлучување, ние ќе останеме во оваа позиција и да збориме само за квоти и за бројки и за Истанбулска конвенција, додека на ниво на местна заедница 90% жените не носат одлуки. Ние збориме за Истанбулска конвенција. И Немаат ни можност да се заради тоа, да, политиката е и граѓанскиот сектор, и во овој случај на овие женски прашања, се повеќе инсистирам на тој збор што на род, се повеќе имам проблеми со род, бидејќи го замаглува гломазниот факт дека жените се онеправданите во овие родови прашања. Значи, барем на оваа сцена, женската, значи, граѓанската автономија и силата на граѓанското движење и притисокот кон сите партии и работа со сите идеологии, и што по-конзервативно, тоа повеќе ви треба диалог. Ова благодарниците кон лидерот кој им подарил право да учествуваат во политика е нешто што бара најмногу разговори. Не можете да кренете раце дека тие жени се непоправливи. Напротив, значи баш на тие им треба најмногу диалог, најмногу помош. На тие треба да им кажете: извинете, ама на вас никој не ви подарил никакво право. Ваше право е и вие имате должност да го земете тоа право, да одлучувате за себе и за жените во ова општество. Никаков лидер вам ништо не ви дал. Се што имате, вие сте го освоиле. И тој диалог мора да се одвива. И не знам, тоа е дел од овие процеси на освестување. Како што сме инсистирале пред 10 години да ги убедуваме дека не се универзално еднакви, дека само во нивните глави се универзално еднакви, но не и во едно патриархално општество, така и со конзервативните сили треба да се има уште поинтензивен диалог. Само да се надоврзам, тоа обожавање на лидерот е нешто што, бидејќи тој ја дава дозволата колку вие ќе можете да мрднете во структурата на партијата, е нешто што и пред 15 години се случуваше, бидејќи ние направивме една кампања во која ги изложивме лидерите на политичките партии со мизогини, сексистички изјави. Значи, еден од нив имаше изјавено дека сака гола жена за доручек, се сеќаш на таа кампања? Друг имаше изјава дека жените си ги чуваат за, значи тоа беше албански лидер кој изјави на прашањето зошто немате жени во партиите, тоа беше првата парламентарка. Тој изјави јавно во весник без никаков пардон дека тие си ги чуваат за подобри, за поубави работи, за пофини работи. И не знам, уште еден имаше, не знам, не се сеќавам веќе. Жените од партиите на таа кампања реагираа ужасно. Значи, ова што го збори Ката, дека ние мора да ги натераме жените од партиите самите внатре да почнат да роварат, бидејќи ние не можеме тоа да го направиме за нив. Ќе мора самите себе да ја превземат одговорноста да ги растурат одвнатре тие системи, бидејќи ние од надвор тоа не можеме да го направиме. Она што ние можеме да го направиме, да работиме со непривилегираните, и затоа нас приоритет е за морам да го кажам. Морам да ве прекинам за кратко само. Да. Сакав само да пред да им дадеме можност на нашите гости да поставуваат прашања во интереси на времето, од нашите паналисти во завршницата би замолила по една ваша констатација како да се скршат овие предрасуди, стереотипи во ова се уште патриархално општество, како таа родова еднаквост, поделба на женски, машки, односно губење на таа поделба да исчезне. Значи, кој е коренот како да ги решаваме проблемите со едно ваше видување сега?
Даниела Димитриевска, извршна директорка на Македонско женско лоби. Долго години работам со жените во политиката, со жените и мажите во политиката, речиси 25 години. Работам и однадвор и одвнатра, значи во голема мерка знам како функционираат и жените како партиски членови и жените како гласачи и жените како од граѓанскиот сектор. Значи, јас ја почитувам идејата да се менуваат работите и да се менуваат во насоки кои што сметаме дека обезбедуваат право за секого и обезбедуваат напредок за целото општество. Но од друга страна, мораме вистински да ги детерминираме состојбите и вистински да ги детерминираме чекорите. Најпрвен, жените во политичките партии имаат многу препреки, а и многу поволности. И жените од политичките партии се групирани во политички партии зависност од идеологијата која што ја застапуваат. Значи, ние имаме жени кои што се конзервативни и размислуваат дека жената мајка е столбот на кој што тие ќе го негуваат, и имаме други жени политичарки кои што сметаат дека слободата е од поинаков карактер, слободата на жената не ја детерминира улогата која што ја има во општеството, дали мајка, дали сопруга и така натака. И имаме уште една идеологија која што ја детерминира во однос на слободните пазари и како таа се снаоѓа на истите. Значи имаме и такви кои што ги детерминира и националноста. Да се приклучени на идеолошки заради својата националност во оваа или онаа група. Значи ние многу често од граѓанскиот сектор зборувам, бидејќи знаеме што е, каков е патот и што сакаме да постигнеме и кој е конечната точка на еднаквост и равноправност, многу често не умееме да разбереме дека тие си имаат и свои различни гледишта и свои различни поддржувачи. И во крајна линија си имаат свој гласачи. Значи, тоа што ние сметаме дека е назадно и дека треба да го рушиме во моментот, голем дел од луѓето не сметаат така. И во спротивност тие го поддржуваат и сметаат дека ако поддржуваат таква опција, застапуваат традиционални вредности и така натака. Се сложувам со Марија што го кажа, дека граѓаните го детерминираат каков ќе биде политичарот. Значи, ако имаме ние граѓани кои што размислуваат дека тоа е во ред, тоа ќе го бараат и од политичарот. Значи, секогаш треба да се насочуваме во однос на да ги менуваме процесите помеѓу граѓаните, помеѓу граѓанството, помеѓу гласачите. Жените во политиката можеме од друга страна на друга коловозна лента со нив да работиме за да си го добијат своето вистинско место според законот кој што го имаат во политичките партии. Не зборуваме за нешто надвор, бидејќи во политичките партии тие имаат моќ ако ги користат инструментите кои што им се дадени, внатрешно изгласани, да ги остварат своите права. Значи тие така да ви благодарам за вашите ставови. Кој има друг некој да упати прашање? Па ја мислам дека тука има голем број на жени кои што може да дадат своји констатации, така да жал ми е што прашањата ние меѓу себе сме си ги исцрпеле уште многу одамна. Јас? Имаше само нека има едно клипче така. Па потоа ќе коментирате. Фала. Јас сум Тања Томич, поранешна пратеничка во Собранието на Република Македонија и жал ми е што морам да кажам со исклучок на неколку што ги гледам тука, нема жени политичарки покането или не дошле на дискусијава, или не се одзовале.
Што јас лично го гледам како најголемиот проблем во подобрување на состојбата со родовата еднаквост. Ќе почнам прво од коментарите и на политичарките на видејата и вашите после тоа. Ниту постигнувањата се на политичките партии, ниту се заради притисокот од граѓанскиот сектор. Значи се она што се постигна во изминатиот период, од квоти до измени на закони, до овозможување финансиски средства за шелтер центрите, све се постигна со заедничка работа. Она што можеби во изминатите 6 години не би рекла дека мажите ни го прават, бидејќи не можат ништо да ни направат ако не дозволиме, ама она што сами запоставивме да го негуваме е таа соработка помеѓу жените во политиката и жените во граѓанскиот сектор. И многу често голем дел од активностите и од исчекорите кои што би можеле да се направат остануваат ненаправени токму заради немање на таа меѓусебна соработка. Бидејќи влеговме и ние во тој, јас да не зборам на поделбата по партиска основа, таму сме дамбетер, меѓутоа она меѓусебна соработка која што ги буткаше чекорите напред изостана. За жал, последниот клуб на пратенички го водев јас во 2014 и веќе 2 години клубот на пратенички не е конституиран, бидејќи за жал и граѓанскиот сектор дигна раце од него како организирана форма, на страна од тоа што политичарките дигна раце, меѓутоа и притисокот кој што го имавме претходно за да таквите соработки функционираат веќе не постои. Она што јас мислам дека е најважно и можеби би требало да излезе како заклучок од дебатата е дека само со таа заедничка соработка можеме да ги движиме работите напред. Бидејќи секој од политичарките ќе одговара пред своите гласачи. Меѓутоа и таа генерализација дека жените во политиката се несензитивни е исто како јас да кажам дека сите во граѓанскиот сектор не знаат за што работат. Повеќето зборевте жените во политиката, жените во политиката. Добро, во ред, ама за Лиле Поповска да кажеш дека е малце посензибилна во периодов е грешка, затоа што она е една од ретките сензибилизирани жени, како Цветанка Иванова, како Силвана Бонева, како значи имало жени во политика кои што се родово сензитивни. Не сите. Има голем дел кои што ја користат квотата и кои што воопшто не обрнуваат внимание на потребите на жените граѓанки и што е тоа што треба да се направи за нив. Меѓутоа да кажеме дека сите се родово несензитивни, дека никој од жените во политиката не се обидувале нешто да сменат, исто така мислам дека е грешка. Заради тоа мислам дека треба да обрнеме внимание на заедничката соработка. Тоа ми беше поентата на коментарот. Не. Дали има друг некој пријавен за дискусија? Значи, јас сакам да поздравам оваа иницијатива на Цивил, затоа што сме рекле, нити женски, нити машки, нити ромски, ни неромски, можеме прашањата да ги решаваме ако сами за себе работиме. Џабир, значи поздрав од мене, единствен е он кога ќе излезе и ќе рече граѓанките и граѓаните, учесничките и учесниците. И денешнава средба, што може би ние некој требаше да направиме, ја направи тој. Затоа секоја чест и тоа е напредок. Сега, да, втората работа, ние никој овдека, јас, по среќа најрано родена од сите вас сум, и заради тоа сум од 91 година со самото осамостојување вклучена исклучително само во овој сектор, можам слободно да кажам, напредоци има. Од 4 жени во парламентот 40. Ама што направиле? Па што направија мажите? Значи, ние не смееме да не одиме у напредоци и у исчекори, него говориме за моментална состојба, од и таа моментна состојба може да не води кон напредок. Ако пред 10 години Македонија по прашањата на жените беше лидер во регионот,
Сега сме на светската листа за 50 места подолу за родовите прашања на државата. Што ни говори нас тоа? За генерална политика. Не на жените и жените. Не ја водат жените политиката. С големен број на жени има 40, ама 80-те што се? Во владата од 25 министри, колку жени министерки имаме? Од колку проценти дипломати жени имаме? Колку жени имаме во изборните листи, не изборни листи, него на изборни места? Колку имаме во извршни совети? Колку имаме во бизнисот? Парата кај што се врти. Тоа, значи, дајте да говориме. Втората работа, дали женава искрено кажа на лидерот. Толку и е знаење. Тие што не кажаа, истото го прават. Зошто? Ама не, зошто? Реална состојба. Ние сите сме овдека гласачи, така? Ве молам, кој од нас овдека гласа за поединец? Кој е одговорен за политиките? Жените? Што го гласаа законот за абортус? Не. Сите парламентарци. Според тоа, ние сите, додека овој систем на гласање, кај што заокружуваме знак, а не поединец, не можем да барам од поединецот одговорност. Но, едно не смеме да заборавиме. Промените, не политичките партии, само граѓанскиот сектор ја покрена иницијативата. Лилјана Пуповска кажа, една е од трите. Другите две бевме јас и Елена Грозданова. Од влада, политичките партии ја предложи Лилјана и ја бев од невладиниот сектор. Но, тоа не значи, тоа беше само зародиш. Ако сите не се вклучевме после, и ако сето тоа не го направевме, се направија квотите. Нужно потребно беше. Родовите студии ги правевме ката. Што се случи? Ги внесовме на магистерски и на факултетот науки. Се укинаа. Значи, кај ни одат прашањава, бе? Значи, нас ни одат назад. И сега, зашто ние да зборуваме? Сето она што се направило, се отиде назад. За Силвана Бонева, се отија споменавме, нема да злоупотребувам име, жената не беше ни снимена ни. Кога 2002 година го основавме тоа клубот на жени, ние од Пактот на стабилност го имавме проектот. Жената излезе вака на говорница и рече, ја не сум феминистка, ама еве да се приклучам кон тоа. Значи напредна жената, ама не знаеше. Тоа не значи дека и другите што не знаат нема да научат. Значи и не смееме да се фалиме сега ние од граѓанскиот сектор направивме. Па тоа ни се задачи, бре. Тоа ни програма. Тоа ни се активности. Значи, јас сум си ја исполнила задачата и програмата што сум си ја поставила, што сме го сето тоа направиле. А колку сме успеале? Не сме родово сензитивни. Ние мораме искрени да бидеме. И во граѓанскиот сектор не сме сите сензитивно родово. Кога ќе го направиме тоа, кога ќе внесеме секој по еден прст внатре, за да можеме да го направиме, ќе не има. Затоа уште еднаш ќе го истакнам Џабир. Нека направат и другите вакви иницијативи. Не, па види сега да ти кажам, се што е позитивно и треба да се... Па, зошто? Кој ве собра овде денеска? Не, ама кој ве собра денеска? Кој ве чучна на столчињава? Значи те молам, да, лоша споредба. Значи не сакам да не, со мене знае ката дека не може да дебатира. Мислам вака шанса нема. Ако излеземе на дебата не е проблем, ама мораме да бидеме искрени. Значи, наместо да одиме, ние пред некоја ден имаше Марија конференција. Говоревме за граѓанскиот активизам на локално ниво. Каде е? Нема ентузијазам, нема активистки.
Тоа значи и ова што е денес можеме да очекуваме да отиде кон полошо. Да се освестиме малце и да ги земеме добрите примери и добрите пракси за напредок, а оно што не чини да се потурнеме. Сите овие жени не сакаа бе у политика. Кој некој го спомена, се срамеа, се плашеа додат у политички партии. Едноставно ги побутнавме, бидејќи им кажавме не е срамно, не е страшно. Сака, кој беа, имам ја на слика, 94-та, само Каролина Аристова и Радмила Шекеринска беа во тоа време во младинските форуми на политичките партии. Аби мене не ми кажувајте, ама работата е, ние треба да ја согледаме реалноста и да се активираме што повеќе овие процеси додат напред. И истражувања, ама и работа на терен. Без едното и другото ништо. Анализа како анализа, тоа да го имаме. Ете тоа. Жаклина Анастасова, член на ЦК на Левица. Може би Левица се разликува од добар дел од партиите, не би рекла сега сите, затоа што има многу партии за кои не знаеме, која нема лидер, туку има президиум и има ЦК. Значи, президиумот дава предлог на ЦК, ЦК одлучува за сите одлуки на Левица. Нас и одлуката за самостојно излегување на избори беше демократско. Од 41 присутен избравме, значи, да отидеме на избори самостојно. Во поглед на женските права и жените во Левица, конкретно, од бројот на членки на Левица, јас лично не сум задоволна. И од нашето присуство во бројност, президиумот и ЦК, значи исто така не сум задоволна. Меѓутоа, самата поставеност, значи на статутот на Левица дозволува еднаквост. Значи до нас жените, а не до мажите во Левица. Значи останува на нас. Ајде да се дослушаме. Може би сум била член и на друга партија. Меѓутоа, токму таа поставеност Султан партија не ми се допадна и затоа се одлучив на еден баков чекор, може би ризичен, во ова време, како нова партија да се појавиме самостојно на изборите. Меѓутоа, едноставно различноста, нашата различност, борбата за социјална правда и борбата за социјална правда не понесе на овој ризичен чекор. Многу отидов во политика. Мислев да се задржам на правата. За политика. Значи конкретно, па морам, што да правам? Не, напротив. Да продолжиме. Напротив, значи ова да го кажам, не сум задоволна, значи, од бројот на жени, меѓутоа третманот, ајде да кажам, нашата позиција е рамноправна. Сега борбата е на нас, затоа јас и останувам понатаму. Борбата е и со Савка, после ќе разговараме. Програмата ја донесовме, така да тоа е тоа. Аз ви благодарам. Ние да продолжиме сепак времето ни извинете. Нашите гостинки сакам да ги поканам со нивен завршен збор. Значи, да ги лоцираме причините, односно како натаму да се движиме. Да понудиме решенија како да се движиме натаму, како да се подигнува свеста на граѓанката, да не биде сервис на политичката партија, да не биде манипулирана од жената политичар, манипулирана од политичките лидери, да може да ја препознае вистината пласирана во медиумите, да се осознае себе си, да излезе од онаа патриархална нејзина улога на жена, мајка, домаќинка, која што постојано треба да
да ведне главата пред машкиот пол во било која функција тој да се појавил. Дали е татко, дали е брат, дали е родител, дали станува збор за директор на работно место или партиски лидер, односно премиер или председател на држава. Значи ви молам со понудени решенија да ја завршиме оваа дебата со пораки до граѓанките пред се, но и до граѓаните и до политичарите, до јавноста, како треба македонското општество натаму да се развива, со цел да постигнеме во права смисла, значи да го сензибилизираме и постигнеме во права смисла во еден подолг процес сигурно родова еднаквост. Изедначување на да се брише линијата едноставно меѓу мажот. Па еве кратко, и на некој начин ќе биде коментар на прашањата што ги загадна Даниела. Значи, жените во политиката не се цел сама по себе, жените во политиката се во политиката за да ги представуваат жените во општеството. Значи, тие жени во политиката се наши представнички. И тие жени во политиката ние мораме да ги прозиваме, да ги изложуваме на нашиот притисок за да не застапуваат посоодветно. Апропо идеологиите, феминизмот или идеите за родова еднаквост се исто така идеологија и таа идеологија мора да се спротистави на конзервативните идеологии или не мора и да се нужно конзервативни, да сите форми на патриархална идеологија. Значи, сите жени во сите партии, бидејќи за сите нив не се фалиме ние дека сме извојувале сами победа за нивно учество во политика, туку само нагласуваме дека притисокот за такво нешто да се случи дошол од граѓанскиот сектор, а секако и тие учествувале во процесот, значи ние не за џабе сме притискале за квота на парламентарно ниво, тоа значи дека очекуваме дека жените со нивното присуство во секоја политичка партија ќе гарантираат некаков минимум на родова еднаквост и женско достоинство, и во таа смисла наша должност е да ги прозиваме сите на идеолошко ниво, затоа што ние имаме своја идеологија, а таа е феминизам. Благодарам. Вака кратко, не знам колку има, мислам, идеолошки, ако зборуваме, има традиционални идеологии кои што сметаат дека мажот треба, како е поговорката, два пати да удри жената во денот, еднаш, ако не знае тој зошто таа ќе знае, и како да кажам, мора тие работи да се растајнат и да се каже кога нешто не е во ред и заради тоа на или пак има луѓе кои што сметаат дека најголем грев на светот е абортусот и дека жените никогаш не смеат да абортираат, но мора да повторуваме 1000 пати затоа што тоа е реално загрозено право, дека е неприкосновено правото на избор и така натаму. И дека е човеково право тоа, значи дека не е нешто како да ви кажам, некој привилегија што треба само одредени луѓе да имаат. А инаку во духот на феминизмот сметам дека постојано треба да се преиспитуваме во секој поглед, сите политики, сите авторитети, сите стави што ги имаме, дека постојано треба да ги разгледуваме, да не ги сметаме за фиксни, а од мерки, еве нешто онако од мерки што сметам дека би можеле да придонесат конкретни решенија што би биле во предизбориево, можам само некои да набројам што ми паѓаат на памет. Мислам дека е нужно формирање на мобилни тимови за помош на жртви од семејно насилство, кои што ќе бидат 24 дежурни. Ќе може да реагираат адхок, значи голема маса на луѓе што би можеле да по потреба се мобилизираат, кои што би биле на листи и би им се јавувале таму и таму има потреба. Вакви слични тимови за други прашања женски како мајчинство и така натаму, сервиси кои што воопшто ги немаме за жени, флексибилно работно време за трудници и за родилки, ама сепак не наметнато туку по избор на самите жени. Понатаму сметам дека треба да има задолжително родителско отсуство за татковците од 3 месеци, дека тоа малку дискриминацијата на пазарот на трудот ќе промени, барем 3 месеци, значи би било идеално кога би било еднакво родител. Тоа е нешто од кое што цело општество би имало придобивка, реално кога детето би, ако сакаат и 20 родители имаат можност да бидат дома и да работат на детето. Да не правиме муабет дека ќе подобри жената позицијата на жената на пазарот на трудот и така натаму. Како што некои од работите што ми изгледа неверојатни пред 10 години, сега слушам дека парламентарки ги кажуваат, се надам дека по 10 години и за овие работи ќе се прави муабет на многу поформално ниво отколку јас овде од неформална група што ја кажам. Благодарам. Еве јас многу кратко, значи она што
треба и би морало да се работи, ќе го работиме на промена на перцепцијата за политичкото дејствување исклучиво како активност за освојување власт и доаѓање на позиција. Второ, ќе се бориме за можност за идеолошки избор кој мора да постои, во моментов го немаме, и преку гласање за индивидуи, нивни ставови и вредности наместо за знакче. Трета работа, фокус, енергија, вложување, ресурси на граѓанските организации во политизација на граѓанките. Значи, тие не смеат да бидат незаинтересирани, односно помирени и незаинтересирани прво за исчезнување на она што веќе го имаат како придобивка, а перспективите во оваа држава не се добри. Значи, ова се трите насоки во кои би требало да се работи на политичко учество на жените. Да. Само едно додатно дали може. За да една жена биде политички активна, нужно потребно е државата да направи сервиси и еднакво време да има и мажите и жени. Сервиси, без сервиси нема време за љубов, нема време за деца. А не само реклами, време е за бебе. Нема време за бебе ако нема време за љубов. Дека има сензибилизација во нашето граѓанско општество потврда и вашето присуство. Ние сите денеска говоревме на една иста тема. Улогата на жените во политиката, граѓанската активност за поттикнување, реализирање на заложбите, односно бришење на разликите меѓу половите разлики. Потврдивме, мислам, со оваа дебата, што ја организираше Цивил Центар за слобода, дека работите сепак се движат напред. Колку и да зборуваме дека сме сите оптоварени со одредени жени, оптоварени со одредени стеги и предрасуди, ова како мој заклучок ќе се земам за право, сметам дека треба и секоја жена да ја подигне, да се бори за своето место во општеството и секоја жена во своите рамки, колку и да е таа микросредина, да придонесе за отворање на сите процеси кои што сите вие денеска, почитувани граѓанки, ги посочивте и придонесовте трибината на Цивил Центар за слобода да биде успешна. Ние ќе го искористиме правото, ќе се земеме за слобода, паналистките да ги контактираме и за други теми, но за овие теми секогаш неизбежно, и вас, почитувани граѓанки, што ни понудивте на вистина прекрасни забелешки, нови решенија, ја направивте трибината да биде плодна. Јас сега ќе ви отпоздравам и заблагодарам што денеска бевте со нас. Цивил Центар за слобода, Караванот на слободата ја реализира оваа дебата. Сите тимови работеа на оваа дебата со големо задоволство. Може содржините да ги следите на нашата веб страница и на веб страната на Freedom Caravan. Благодарам уште еднаш, пријатен ден.